Министерке, во јавноста подолг период се зборува дека следува владина реконструкција. Ке дојде ли до реконструкција во владата? Мислам дека тоа е повторно некоја наметната реторика, токму заради оставката која што ја најави мојот сограѓанин Горан Милевски, министерот за локална самоуправа. И мислам дека тоа воопшто не станува збор. Сега за сега, но сепак останува да одлучат тие што сметаат дека тоа треба или не треба да се случи. За сега не. Дали СДСМ е пред колабирање или ВМРО-ДПМН ќе падне поради антиевропската реторика? ВМРО-ДПМН сака да е СДСМ пред колабирање, но тоа за жал не е така. Социјалдемократскиот сојуз е секогаш партија која што е на власт кога треба да се решаваат навистина најгорчливите прашања на оваа држава наназад, без разлика дали тие прашања и одговори што СДСМ како партија кога е на власт ги носи, му се допаѓаат на некој или не. Од ВМРО-ДПМН не видовме ниту една државничка политика, ниту еден државнички потек. Еве најпоследно да речеме, зошто не останаа во салата кога се гласаше за протоколот? Зошто не остана? А 3 дена, јас како министер присуствував на тие седници, 3 дена бевме вреѓани, омаловажувани. За жал, тоа е на слика да ВМРО-ДПМН која што остава во законодавниот дом дека се само опозиција не. Што значи дека ВМРО-ДПМН може би сега фатени во некој теснец дека им се распаѓа она што тие сакаат да го кажат дека или се двоума дали се проевропски ориентирани или не се проевропски ориентирани, може би тоа е нивниот сон, бидејќи тие не бираат средства и начини како да дојат до власт, макар и тоа да значи дестабилизација на државата. Јас бев пратеник година и пол во Собранието на Република Македонија и точно знам како ВМРО-ДПМН се однесува кога сака да дојде на власт. Тоа е со блокада на закони. Па еве, блокиран беше самиот ребаланс на буџетот за 2022 година, и тоа предизвика навистина многу доцнење во однос на Министерството за култура, доцнење со плаќање на сметки. Тој беше буџетот, тие беа давачките, тој беше одобрениот буџет за 2022 година и едноставно тие знаеа што значи тоа кочење на еден таков момент како донесување на ребалансот на буџетот. Министер, ќе памете јавноста со шоуто што го приредивте со влегување во законодавниот дом во скафандер и така натаму. Меѓутоа да не се навраќаме толку. Не би го нарекла тоа дека беше шоу, бидејќи мислам дека шоу беше она што се случи подоцна, кога повторно двајца пратеници седеа повеќе од 6 часа во скафандер, со надеж дека ќе урнат владата. Но дека јас дојдов во скафандер, во заштитна облека, на свој трошок, за да го гласам 5-тиот пакет на економски мерки. Да се потсетиме само колку категории на граѓани тогаш имаше кои што требаше да земат помош од тој 5, на кој што му се дуваше помош од тој 5-ти пакет мерки, а кои што повторно заради тоа што пратениците од ВМРО-ДПМН само се потпишуваа и се излегуваа по канцеларии, не можеа да направат кворум во моменти кога имаше болни пратеници од ковид. Немаше болни пратеници бидејќи како нив си заминаа и не закажуваа комисии, туку имаше болни пратеници од ковид и ние заради тоа не можевме да имаме кворум и токму затоа јас тогаш се согласив да дојдам позитивна на ковид во скафандер и да гласам за 5-тиот пакет економски мерки. За отворање на поглавијата со Европската унија неопходно е да се реализираат потребните уставни промени. Ја немате во моментот поддршката во бројот на потребни пратеници во законодавниот дом. Како замислувате да ја изведете оваа операција како услов за почеток на преговорите? Јас верувам дека и во редовите на опозицијските партии има навистина ќе преовладае разумот и дека ќе сватат дека ова што во овој момент се одвива, односно овој скрининг процес ќе ни покаже дека навистина и тоа како еден дел од работата ја имаме сработено, но ни преостанува многу добар дел да ја сработиме понатаму. Се надевам да ќе преовладее разумот кај опозицијските партии, бидејќи тие не се гласани од самите себе, тие се гласани од граѓани, кои што и тоа како сакаат да ја видат оваа држава како дел од Европската унија. Што значи дека и ние како влада имаме обврска, како некој кој што е гласан од народот, кој што живее во оваа држава, во Република Македонија, за да одлучуваме во нивно име што е најдобро. Но се надевам дека и опозицијата ќе се свести дека со овие чекори кои што навистина ги прават во последно време, како одлучиле да делуваат,
не носат никому ништо добро, па дури ниту самите себе. Во тек е скрининг процесот, каде што секој од своето министерство гледа што треба понатаму да се направи, по кој пат треба да се оди во однос на реформа, на подобрување на политики, подобрување на квалитет. И се надевам дека ќе преовлада таа позитивна енергија која што секој оној кој што присуствува на скрининг состаноците во Брисел, каде што навистина за својот напредок сме доста пофалени, но ни останува сепак и уште работа. Во моментот во владата што преовладува? Што побрзо да се истуркаат уставните промени или да се сочека да заврши целиот процес во на скрининг? моментот владата е насочена строго кон исполнување на критериумите за полноправно членство во Европската унија и сите механизми и сите министерства и сите вработени во сите министерства и по институции се насочени токму кон тој процес и навистина многу напорно и организирано, морам да кажам дека работиме на тој процес. Уставните промени се нешто што ќе дојдат како последователно на се она што ние се согласивме дека ќе се случува. Она што деновиве голем интерес пројави во јавноста е така наречениот балансер. Вработување по етнички клуч според бројот на вработени во институциите. Што треба да биде пресудно при вработувањето? Етничката припадност или квалитетот? Секогаш треба да биде квалитетот Или и го продолжувате професионалната трендот на подготовка. ВМРО ДПМН да се вработува по партиски клуч? Доколку СДСМ го продолжуваше трендот на ВМРО ДПМН, немаше да бидеме оному каде што сме, немаше да ги постигнеме овие навистина големи чекори кои што ги постигнавме водејќи се од нашите политики. Гледате тренинг, мој соговорник е министерката за култура и подпредседател на СДСМ Бисера Костадиновска Стојчевска. Дали постои опасност филхармонија, МНТ и останатите културни национални установи да бидат затворени? Точно е дека во културата, како и во секоја друга гранка на општеството, ние се соочуваме со енормно зголемување на сметките за електрична енергија и ова откочување на работата, да речам, на овие три институции кои што беа актуелни се направи со внатрешна прераспределба на буџетот на Министерството за култура. Се пренамени одредени средства за да можеме да ги покриеме нивните сметки за струја и останатите нивни долгови, за да можат тие понатаму непречено да ги извршуваат своите проби, својата секојдневна работа и така натаму. Тоа не значи дека допрва не очекува тешка зима. Затоа ние во наредниот период ќе направиме и состаноци и некои консултативни средби и со директорите на институциите и со ресорните министерства за да најдеме начин како културата да не претрпи во своето функционирање, но сепак да се работи на еден поекономичен начин. Морам да напоменам дека Кога видите економичен начин, ќе се рационализира програмата, пример на филхармонија, на Македонската опера и балет, или постои сепак ризик да се стави привремено клуч на врата на овие институции? Ставањето клуч на врата на овие институции ќе биде последната опција. Се надевам дека таа нема да ни биде, воопшто нема да дојдеме до тој момент. Со ребалансот на буџетот најавивте дека ќе направите се да бидат подмирени долговите, санирани долговите околу делот задолжувањето, односно неплатените сметки на делот институциите. Ребалансот на буџетот, односно ребалансот на Министерство за култура, конкретно оваа година, точно е дека доживеа навистина многу големо кратење на својот буџет. Тоа беше по две ставки. Тоа е одржување на, односно платите по колективниот договор кои што не биле предвидени со претходниот буџет кој што бил донесен за 2022 година, минатата година, и сметките за струја. Тоа е точно, но морам да напоменам дека ребалансот на буџетот беше 2 месеци во собрание, заради тоа што опозицијата, која што е директно надлежна за Комисијата за финансирање и буџет во Собранието на Република Македонија, не закажуваше седници на таа комисија и морам да кажам дека тој законски рок за донесување на ребалансот во собраниска процедура не беше запазен и токму поради тоа 2,5 месеци бевме стопирани во однос со секакви видови на исплаќања и секакви видови на секаков вид на пренамена на средства. И знаеме дека ќе ни бидат потребни дополнителни средства, не само за институциите од култура, туку да сите институции кои што имаат проблеми со навистина вакво енормно зголемување. Министерке, зошто дел од македонските великани тонат во заборав? Во 2019 година Министерството за култура
од Министерството за култура биле побарени 3 милиони денари за проект конзервација, реставрација и санација на куќата на еден од основоположниците на македонското сликарство, Лазар Личиновски. Но сте одобриле само 800.000 денари. Пред речиси, ова иницијатива била уште пред неколку години, а одобрение сте дале неодамна. Само толку вредат нашите великани? Не е тоа така, тоа е многу погрешно толкување. Колку за подсетување. Јас се сеќавам, например, дека долги години семејството Мартиновски бараше, апелираше да се обнови куќата на великанот Мартиновски во Крушево. Тоа се реализираше после не знам колку години. Тоа е многу погрешно толкување, кое што за жал во јавноста ги разбирам тие негативни реакции кои што ги поттикнува. За куќата на Лазар Личиновски, која што е заштитена и движното и недвижното наследство на кој што го опфаќа таа спомен куќа, морам да кажам дека досега вкупно се одделени околу 70 и нешто илјади евра. Тоа не е... Имате увид каде завршуваат тие средства? Да, се разбира. Бидејќи за секој одобрен проект преку Министерство за култура, на крајот на годината секоја установа е должна да обезбеди соодветна документација за тоа како и каде ги потрошиле парите, и се разбира дека ние имаме инспекција во службите во нашето министерство, која што доколку најде на некаква си аномалија и некоја недореченост, понатаму има право да излезе на терен и тоа да го испитува. Затоа што во јавноста превладува мислењето дека има перманентно негрижа околу културното наследство. Не е точно, бидејќи жалам што можеби таа перцепција е предизвикана од можеби на моменти намерно уништување на културното наследство, па тоа потаму да изгледа дека државата за тоа не се грижи. Министерке, ќе имаме ли заедничко чествување на одредени настани и личности со Бугарија? Ако добро се сеќавам, знам дека, сигурно сум дека се сеќава јавноста, дека сите прашања поврзани со било какви заеднички чествувања или историски настани фигури се во надлежност на Историската комисија, која што е заедничка со Република Бугарија и кои што треба заеднички и без никакви политички влијанија да носат одлуки. Министерке, и понатаму тие ќе одлучат кои личности како ќе бидат представени и чествувани. Но одлуката е носи владата. Не е точно. Одлуката Историската комисија предлага на владата и потоа доколку владата одредено решение на Историската комисија го прифати, тие решенија одат во секое соодветно министерство кое што треба по нив да одлучува. Понатаму во секое министерство има засебни комисии или тела кои што и понатаму одлучуваат како и дали тоа решение ќе се прифати. Што значи дека во држава како нашата, со богата историја, со богата култура, никој не оставил ниту едно дело, учебник, споменик или ниту еден историски настан да виси во воздух, што значи дека се има своја позадина. И тоа не е еднострана одлука, дали само на владата или само на Историската комисија, тоа е еден голем круг кој што мора да се исконсултира за на крај да се донесе една заедничка одлука. Имаме ли заеднички личности кои треба да ги славиме со Бугарија? Мислам дека тоа е прашање за Историската комисија, кој што треба да дадат, не знам, некаков си отчет на оно што го сработиле. Цар Самуил, Кирил Методи, Климент Наум твореле во бугарската голема средновековна држава. Се вели во препораките за заедничко чествување договорени меѓу двете комисии. Так, тоа се сепак препораки. Вие се согласувате? Тоа се сепак препораки на една маса на луѓе кои што истражувале многу подолго време, за разлика од тоа дали ќе се согласам јас или некој друг политичар. Цар Самуил, Кирил и Методи потекнувале и твореле во големата бугарска држава. Што вие мислите? Повторно ќе речам, тоа е препорака на Историска комисија составена од историчари кои што тоа тврдење го базираат врз факти. Вие во еден јавен настап велите дека идентитетот никој не може да ни го загрози. Она што јавноста, домашната јавност ја интересира овој период, а долго време го разговараат двете комисии, е чие Гоце Делчев. Повторно мислам дека Историската комисија треба да се произнесе по прашањето за
поднос на ова прашање, бидејќи јас како министерка за култура и како член на владата и како граѓанин на оваа држава, се разбира дека имаме право на свое мислење, но имаме нешто друго во интерес. Имаме интересот на државата пред се. Добро, министер, ќе побараат од вас да се произнесете. Но сепак овие прашања, бидејќи знаеме каков како да кажам, знаеме што предизвика во овој претходен период, знаеме на какви манипулации, лажни вести подлежевме, на какви подкопувања внатрешни подлежевме, сепак јас не би сакала да коментирам ништо додека оној кој што се занимава многу подолго од мене со историја не даде некакво толкување. Ќе ве вратам малку поназад, повторно во делот на протоколот со Бугарија. Пред да заминете на летен одмор, дадовте една симптоматична изјава, уметниците да творат во духот на со ведрина. Повесели теми. Повесели теми. Се случи низа на реакции, па потоа моравте да излезете со реакција на нивната реакција. Велите нема цензура. Ако во тоа нема цензура, сепак давате одредена сугестија на уметниците. Дали е тоа слобода? Најпрво морам да кажам дека сите тие реакции во јавноста беа предизвикани од една реченица во пресконференцијата на ВМРО ДПМН од нивниот почитуван портпарол, каде што вели дека министерката меѓу редови. Што значи дека таа реакција беше предизвикана од некакво меѓуредови слободно толкување на некој и се наметна тоа мислење како што се наметна. И да, јас морав да реагирам, бидејќи најодговорно тврдам дека слободата на уметникот е неприкосновена. Не само слободата на уметникот, туку слободата на изразување, правото на изразување и правото на определба. Воопшто тоа јас не го сметам како цензура, туку тоа беше една обична реченица каде што после 2 пандемиски години затворени дома по протоколи, најчесто во карантин, кој што некогаш знаеше да трае до 5 дена, јас како министер за култура, а и како човек, сметам дека треба веќе да се свртиме кон една можеби посовремена, една поведри теми. Што значи дека треба културата да се издигне и на вистина она што 2 години бевме затворени, што беа културните институции затворени, е она што токму јас го барав, односно го посакував да се случи како оваа година. А тоа е културните уметници да творат, да се изразуваат, да има настани, за малку да се оттргне вниманието на граѓанинот од енергетска криза, од поскапувања, од криза со електрична енергија, од криза со ковид пандемијата, од криза со работни места и така натаму. Жалам многу што таа реакција навистина беше многу погрешно протолкувана. Дали можеме ние да цензурираме или кој е тој што ќе се дрзни да цензурира нешто што се заснова на факти? Затоа јас ви велам дека историската комисија е таа по оние погорчливи прашања или оние прашања по кои што двете држави сметаат дека треба да се договорат, таа е таа што треба да даде препораки. Па потоа повторно да се оди по сите институции, бидејќи нема никој да носи одлука во име на сите. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и вас. Поштовани гледачи, тоа беше министерката за култура и подпредседател на СДСМ Бисера Костадиновска Стојчевска. По кратката пауза за реклами продолжуваме со следните содржини за ово издание на ТВ магазинот.